Денеска во Кавалдаци се одржа состанок, средба во вид на дискусија за нацрт верзијата на Националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализмот во Република Македонија. Нацрт верзијата на владата која е донесла во вид на стратегија со национален пристап на поделеноста во општеството во Македонија сега е предмет на разговор во повеќе градови во Македонија со цел низ серијата на средби во градовите да се подобри текстот на националната стратегија. Се работи за ургентно важен аспект на оваа програма и потребата од донесување на истата е ургентен, вели Роберт Аладжозовски, претседател на координативното тело кое ги организира овие средби. Инаку самата стратегија е сеопадна и ги опаќа од невладиниот сектор до образованието и сите останати чинители до младите, спортот и културата. Еве што во изјавата за РТК вели Роберт Аладжозовски, претседател на координативното тело и некои од дискутантите на денешната трибина во Кавадарци. Ние во владата на Република Северна Македонија завршивме стратегијата за едно општество и интеркултурализам и сега сме во организација на серија на консултативни и промотивни дебати во кои што ние пред граѓанските организации низ сите плански региони во земјата ја представуваме, собираме дополнителни сугестии и секако со цел да се подобри текстот на самата стратегија. Потребата за градење на концептот на едно општество интеркултурализам го разбираме како ургентно важен, затоа што ве гледаме дека дури и при една победа на една ракометен клуб, нашите поделби продолжуваат. Тоа го констатираат сите меѓународни извештаи. Македонија е длабоко поделено општество по сите линии, и партиски, и етнички, и верски, и идејата на оваа стратегија е преку незината имплементација да направи промена во општеството. Има ли шанси реални да направиме зближување на народот? Тоа е големиот предизвик пред кој што сите сме соочени и во таа смисла оваа стратегија е сеопфатна. За прв пат се прави од овој обем и оди во многу различни области. Од образованието и правната рамка кои што се базични, па се до младите, до спортот, до локалната самоуправа, културата, медиумите, со цел да создаде еднакви можности, да создаде услови за недискриминација, без разлика колку ги почитуваме и ги сакаме и ги цениме различностите. Посакуваме да успее, да ви успее идејата. Да, ние секако мислиме дека просто нема кога да чекаме и нема друга алтернатива, да почнеме повторно да имплементираме и проекти и да правиме промени во наставните планови, во начинот на кој што се организираме, за едноставно да испратиме поинакви пораки до самите граѓани, кои што секако признаваме нашата земја и мултикултурна, и мултиконфесионална, и мултиетничка, така што има простор за сите. Граѓанинот треба да се чувствува како еднаков и рамноправен припадник во општеството, а општеството треба да го градиме да биде фер и праведно за сите. Токму и во таа насока се главните стратешки определби на стратегијата за едно општество и интеркултурализам. Стратегијата е исцртување на главните карактеристики на нашата земја и главните вредности на нашата држава, која што е ширум во светот препознаена како држава која што својата определба ја гради и ја негува да градиме општество еднакво за сите, фер и праведно за сите. Да изградиме граѓанско општество со почит кон социјалните, кон етничките, националните, верските и културните разлики, како суштина на нашето заедништво, кое што се градеше со векови наназад и кое што представува обврска за сите нас кон нашата заедничка иднина. Во денешно време на општа глобализација, кога луѓето патуваат, се селат и преселуваат, се мешаат со други култури и нации и народи, кога повеќето
Повеќе никого не го интересира на која нација припаѓаш. Ние овде се уште сме робови на својата традиционалност и ограниченост. Се прашувам зошто е толку важно некој кој припаѓа на ова општество да го пријавува своето етничко потекло. Ако кажам дека сум турчин, србин, бошњак, дали тоа или што било друго? Дали тоа ќе го смени неговата позиција, правата и врските во општеството? Дали ќе ја смени вашата перцепција за него, дали ќе смени било чија перцепција како за човек кој е дел од ова општество? Зарем на штета на сите други квалитети и квалификации на луѓето, поважна е некаква етничка или било каква друга припадност. Почитувани, диалогот во оваа земја ќе биде можен само тогаш кога ќе му дозволиме на другиот и поинаквиот сам да се представи таков каков што е.